Благодарам, почитувам колега Минов. Не планирав да ви земам реплика, меѓутоа кога веќе ги испомнавме земјоделските култури за оној дел во вашиот говор во кој што зборувавте дека за макроекономските проекции дека растот на БДП бил проектиран на 3,2%, инфлацијата била проектирана на 7,2%, знаете дека тоа нема никакво значење. Растот е проектиран на горната граница, за жал сите релевантни финансиски институции кажуваат дека ќе биде пониско, инфлацијата гледаме дека е двојно поголема. Меѓутоа, ја зедов оваа реплика кога станува збор за земјоделието, особено за оризопроизводителите. Колку пати до сега од оваа говорница вие ја споменавте Агенцијата за стокови резерви, навистина за 4 пати се зголемени средствата таму затоа што е послушан повикот на опозицијата дека треба да се обезбедат стокови резерви во вакви тешки времиња. Колку пати од оваа говорница повикувавме да бидете овде, да го усвоиме законот, да се измени законот за земјоделство и рурален развој и законот со кој што се менува и оризот ќе биде третиран како култура од особен интерес. За да видиме на седница на влада еден месец подосна, на 14 јуни, како практично се согласува и владата со тие заклучоци, меѓутоа констатира дека треба тоа да излезе како предлог на владата. Неспорни се добрите намери на опозицијата. Неспорни се и добрите идеи кои што доаѓаат. Вака влегувате само во едно безидејно трошење на средства. До сега требаше да бидат направени тие измени кога станува збор за оризот. Квалитетни предлози со кои што ќе беше изменет и законот за земјоделство и рурален развој и законот за Агенција за стокови резерви. Зошто не го прифаќате и сами вие знаете. Прочитајте ги заклучоците на влада од 14 јуни 2022 оваа година, ќе видите за што станува збор. И повторно како собрание пропуштаме да ги преземеме, да ги заштитиме земјоделците, оние кои што треба да се грижат за производството на храна, а вие од друга страна ќе зборуваме за макроекономски показатели целосно неоправдано. Факт е дека во Македонија тешко се живее. И вие велите со овој ребаланс се гледа ова или со овој ребаланс се гледа она. Оставете го ребалансот. Излезете надвор, ќе видите единствено што се гледа во Македонија дека луѓето живеат во сиромаштија. Земјоделците живеат уште потешко. И кога ние зборувавме овде во ек на сеидбата да ја овозможиме законски измени со кои ќе имаат барем малку сигурност, вие бевте тие кои што се противите и сега немате баш лице да зборувате. Уште еднаш ќе повикам, кога опозицијата ви дава квалитетни предлози, прифаќајте ги.